Kon kraјот на ноември 1944 година, по 4-годишни крвави борби во кои паднаа многу македонски синови и ќерки, Македонија беше ослободена од фашистичкиот јарем. За прв пат во својата долга, макотрпна и борбена историја, македонскиот народ се здоби со слобода и со можност да ја афирмира својата национална самобитност. По ослободувањето на Македонија, во средината на декември месец, од другарот Тито добих налог да формирам еден корпус кој ќе земе учество на Сремскиот фронт. Ние го одредивме 15-тиот корпус со 2 дивизии, ги комплетирахме, наоружахме со советско оружје, увежбахме тука во текот на декември и јануар месец и при крајот на јануар месец ги испратихме на Сремскиот фронт. Меѓу нив беше вклучена и првата македонска бригада, додека првата косовска бригада беше ангажирана во борбите на Косово. Таа единица која го развиваше и ширеше братството и единство на дело, продолжи го тоа до крајот, до ослободувањето на Југославија, учествувајќи од Сремскиот фронт па до австро-југословенската граница. 15-тиот македонски корпус, составен од 2 дивизии, 42-та и 48-та, во која беше и првата македонска бригада, беа испратени на Сремскиот фронт и беа приклучени кон првата армија која имаше задача да го пробие Сремскиот фронт. Населението на Срем со голема радост и одушевување ги пречекаа македонските единици. По извршената реорганизација, пред пробивот на фронтот, првата македонска бригада во својот борбен строј имаше околу 2000 добро вооружени борци, распоредени во 3 батальони. Штабот на бригадата го сочинуваа командантот Тихомир Шаревски, политичкиот комесар Јаким Спировски, заменик на командантот Петар Денда и заменик на политичкиот комесар Димче Кепески. Тоа беа борците кои произлегоа од првата македонско-косовска бригада и кои требаше и овде, на овој југословенски простор, да ја пренесат славата на бригадата на братството и единството. Со префрлувањето на бригадата на Сремскиот фронт уследија големи воено-политички припреми за пробојот на Сремскиот фронт. Бригадата, како и останалите единици на нашиот 15-ти корпус, се најдоа пред нова задача да извршат пробој на непријателската одбрана во сосема нови услови за разлика од дотогашните борби во услови на равен терен и фортификацијски уредени положаи. Тоа меѓувреме многу рационално се искористи за тие припреми и нашите борци за релативно кратко време се обучија со новото наоружање и се извршија сите останали политички подготовки така да за пробиот на Сремскиот фронт бригадата беше потполно спремна. Многу значително е и тоа, што е посебно важно да се истакне, дека нашите единици со доваѓањето во Срем наидоа на големо гостопримство од населението на тоа подрачје. Тие беа прихватени како нивни најдобри синови и ќерки и нивната помош во одредените припреми беше од непроценливо значење. По сите извршени подготовки,
Единиците на 15-тиот корпус беа префрлени во близината на фронтот. Се чекаше наредба за пробив. Првата бригада имаше задача да го изврши пробивот на фронтот кај селото Товарник, каде што непријателот беше силно утврден. Мугрите на 12 април го најавија големиот и очекуван ден за пробивот. Се пронесе громогласното ура, знакот за јуриш на прекалените македонски јунаци, чии глас и оружје нема да стигнат се до најсеверните делови на нашата земја, додека не биде истеран и последниот окупаторски војник. На 12 април 1945 година, рано са бајлината, стигнавме на положај на првата борбена линија. Уште необденато добро стигнаја тенкоите, авионите и ние фронтот го рушивме. Во тоа време можам да ви кажам да од големи потреси, од големи пуканици не се гледаше нити небо, нити земја. Фронтот го рушивне за скоро време, но загуби од непријател му нанесовне многу, така што имавне голем број ранати и заробени нивни. Борбата траеше се до вечерта. Полето, све до Товарник, тоа беше све изорано, ископано, све ровој, бункери, магазини војни и мини имаше по самото поле. После големи улични борби, бригадата го совлада непријателот и Товарник беше ослободен. По ослободување на Товарник, бригадата со настапен марш продолжи да го гони непријателот преко Шицки Бановци према Винковци. На 13 април, уз садејство со втората македонска ударна бригада и некои единици на српските дивизии, бригадата изврши напад на Винковци. После големи улични борби, Винковци беше ослободено. Кога влеговме натре во Винковци, тоа ми остана печаток да народот од Винковци излезе и не пречека и само со паролите напред брачо македонци. Само тому беше извикот. Во текот на ноќта, бригадата се прибра и утредента на 14 април го продолжи напредувањето како претходница на дивизијата во правецот Стрижи војна Славонски Брод.
Во овој реон беа утврдени поголеми непријателски сили со задача да го задржат напредувањето на нашите сили и задржувајќи го во своји раце тој крстопат да се овозможи маневрирање на нивните сили по фронтот и извлекување од правецот Џаково и Осије. Ова беше од битна важност за непријателот, зашто во случај на наше овладување со тој реон би бил отворен патот за натамошно настапување по правците Славонски Брод, Славонска Пожега, што подосна се покажа. Врполје беше многу утврдено од страна на непријателот и напаѓавме повеќе дивизии. 2 дена сите обиди да Врполје биде пробиен фронтот не ни успева. Вториот ден вечерта од целата наша бригада од прва, во која што јас бев тогаш курир, издвоја еден вод автоматичари и бомбаши во кој по избор ме зедо и мене. Ноќта се пробивме по еден канал во длабина негде околу 80 до метар вода. По тој канал појдовме до оној дел кај што беше најутврден, кај што не можеше да пробијат нашите единици. На 50 на метра во близина на тие пушкарници, не откри непријателот и не осветли со ракети. Тука настана голема борба. Тоа беше последната точка на Врполје, која што 3 дена неколку дивизии напаѓа, во која борба изгубивме многу наши борци. Граѓаните од овој град секогаш се сеќаваат на миговите кога јуришаа младите македонски јунаци, донесувајќи им ја слободата. Шестестог травња, негде у јутарним сатима, Народно-ослободачка војска македонских дивизија, македонских единица е ушла у еден дио Врполја, jednom greškom gdje su još uvijek se nalazili Njemci i bile su njihove utvrde. I jako puno je boraca dalo svoje živote u odstupnici koju su morali učiniti jer su Njemci bili ovdje stacionirani, jer je najveća nesreća bila u tome što je bio njemački mitraljes postavljen na toren naše crkve u mjestu i prilikom odstupanja su jako puno boraca tih jedinica poginuli. 17. travnja ujutro su ušli jedinice Narodno-oslobodilačke vojske i ja se sjećam kao dečkić tih događaja da upravo na moje kući je jedan vojnik tih jedinica jednom uljenom bojom na moju kuću napisao je da žive 42. makedonska divizija. 17. travnja kada su jedinice Narodno-oslobodilačke vojske ušle i kada smo morali sakupiti sve poginule borce tih jedinica, ja sam jedan od tih sudionika i pokopavanja. Nije bilo drugog mjesta jer se moralo to i jako brzo učiniti, pokopavati borce. Tu kod nas u parku u Vrpolju ispred crkve, tu smo kopali rovove i grobnice i tu smo sahranili negdje oko 226, koliko smo mi to uspjeli, prebrojiti oko 226 boraca makedonskih jedinica. Жртвите што ги дадоа македонските единици при ослободувањето на градот Врполје се тема на многу напишани раскази и песни што денес се читаат во разни пригоди. Младите од овој град ја знаат цената на донесената слобода и големите жртви што ги дадоа македонските единици. Vama Makedonci, vama braćo Makedonci koji pokloniste svoje živote hladnog 17. travnja 1945. poklanjam ove stihove umjesto bezbroj toplih riječi i poljubaca koje bih vam poklonila ovog 17. travnja 1983. Niste me poznavali, a dali ste mi slobodu i sreću. Koliko vam je bilo godina? Kakve su vaše oči bile? Plave, crne, smeđe. Da li ste voljeli livade, cvijeće, djevojke, žene? Vama, Makedonci, koji pokloniste ovom mjestu
svoje godine oči poklanjam ove stihove. Македонските дивизии, не задржувајќи се во ослободените градови и села, а следејќи го развојот на ситуацијата, своите борбени акции ги насочија кон Славонска Пожега, гонејќи го во чекор непријателот. Карактеристична е борбата на бригадата за Славонска Пожега, каде нашата бригада успе да го опколит непријателот и потпуно да го уништит, каде непријателот имаше 1000 мртви и над 1500 ранети, односно заробени, со огромна количина на оружје и други военен материјал. Ослободувањето на Славонска Пожега и борбата за неа беше една од најуспешните борби на првата бригада, каде што таа најубаво ја оствари поставената задача. Водејќи борба со непријателските единици што отстапуваат, принудивме поголеми усташко-домобрански сили да се повлечат во Славонска Пожега, каде што беа опколени. Во оваа борба се покажа дека единиците се целосно подготвени за извршување на секоја задача и е здобиено драгоцено искуство за ликвидирање на непријателските упоришта, за водење борби гради в гради. Тешките загуби на непријателот бе резултат на борбеноста, снаодливоста и правилната употреба на оружјето од страна на боречкиот состав. Бригадата го продолжи настапувањето и без борба пристигна во Пакрац, откаде што по дводневен одмор беше упатена во нови борби. На тамошниот борбено-ослободителен од, бригадата го насочи во правец на Банова Јаруга Гарешница. Во реонот на овие села, германците и усташите со помош на четничкиот корпус настојуваат да го запрат напредувањето на дивизијата и да им овозможат на поголемиот дел од непријателските сили да се извлекуваат кон север на земјата. Во една таква сложена ситуација, првата бригада во реонот на селото Кајгана, која го беше зазела, се најде во полуокружување и во опасност да биде уништена. Но борците од првата и втората бригада, кои дојдоа на помош, во тешки борби гради в гради успеа да се извлечат од оваа тешка ситуација. Јас од другите која се повлековне од таа Банова Јаруга Кајган отивовне за Дарувар. Нашата бригада отие тука на одмор. Јас заостанав 24 сати због наши другари кои беа ранати, не ги оставивне на положај, се молее, се жалее, бе кој нога, кој рака и моравне да ги носиме. Вие најде на нас трета пролетарска бригада. И таа не упути во нивната амбуланта со ранатите. Ние ги предававме тука. Ги преврзае и ги упутие за Пакрац, Липик, таму каде што и беше нивната амбуланта. А нас тие другари, тука што не примие, во таа нивна амбуланта имаше девојки, другари, партизани. На нас се чудеја тие. Како сте остали у живот, како сте се маскирали, ала су храбри ови македонци. И нас ни викаја тие уште, останите код нас, одма постајате пролетери, носите на глава одма српичекич. И друга страна викаја, ала су борци, ала лепо певају. И нас, тоа друштво и тоа сеќавање, мене ми останато во живот. По извлекувањето од непријателскиот обрач, бригадата заедно со другите единици на дивизијата тргна кон Дарувар за одмор и пополнување на своите редови. По краткиот одмор и престројувањето, бригадата со другите единици го продолжи гонењето на непријателот преку Чазма во правец на Загреб.
Во борбите за ослободувањето на Загреб, нашата бригада учествуваше по левиот брег на реката Сава и преку Загребскиот аеродром со другите единици на нашата народно-ослободителна војска влезе во Загреб и конечно беше ослободен и Загреб. По ослободувањето на Загреб, нашите единици продолжија да го гонат непријателот во Словенија, меѓутоа непријателот веќе по ослободувањето на Загреб беше потпуно разбиен и улогата на бригадата се состоеше во тоа само да се расчистуваат нашите села и градови во Словенија од остатоците на германско-квислиншките единици, кои веќе доживеа потпун крах. По извршувањето на таа задача, бригадата доби нова задача да се врати во Македонија, преку Босна. Со враќањето на бригадата преку Босна, таа учествуваше во расчистувањето на остатоците на усташко-четничките банди на територијата на Босна, така да по завршувањето на таа задача бригадата со останалите наши единици стигна во Скопје, каде се уствари и изврши завршувањето на нејзиниот задаток во конечното учествување во борбите за ослободување на Југославија. Така го заврши борбениот пат првата македонска бригада, која се роди во полите на Дебарца и го продолжи борбениот и славен пат на првата македонско-косовска бригада. Тоа беше херојскиот и славен пат на оваа наша најстара бригада. Уште при самото формирање се чувствуваше дека тоа ќе биде бригада на братството и единството, затоа што во нејзините борбени редови се наоѓаа борци од речи сите југословенски народи и народности и скоро сите беа комунисти или скоевци. Нејзините борци јуначки се бореа не само во Македонија, туку славата и херојството на југословенските народи ги пренесоа и надвор од границите, во Грција и Албанија, за подосна да ја продолжат борбата во Србија, на територијата на Косово и Метохија и да го заокружат својот борбен и славен пат, гонејќи го непријателот се до најсеверните граници на нашата земја, давајќи го преку многубројни борби и жртви својот придонес во конечното ослободување на нашава земја. Борците од оваа бригада на дело со многу пролеана крв го развиваа братството и единството на нашите народи. То братство и единство koje je stečeno u toku Nasreškog rata između Srba, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Slovenaca, Talijana, Šiptara i drugih, ja verujem da će to biti istorijski događaj jedinstva naših naroda u teškim momentima, u teškim danima. Mi smo to jedinstvo dočekali i videli i na dijelu tamo sa narodom Makedonije i verujem da to nikada neće niko zaboraviti, a istorija će ga sigurno zabeležiti da se pamti. Во текот на војната, борците и бригадата беа многу пати пофалувани, но секако најголемото признание беше кога нивниот врховен комендант, маршалот Јосип Броз Тито, со својата наредба, а за постигнатите успеси и заслугите стекнати на борбеното поле и за големиот придонес во ширењето на братството и единството, бригадата ја прогласи за пролетерска. Ова заслужено признание не беше потврда само за постигнатите успеси на бригадата, ниту пак само за преживеаните борци и раководители на бригадата. Туку тоа беше и признание за големиот број нивни другари и другарки, кои останаа по планините и по линијата ширум Југославија, како символи
да говорат за тоа која е цената и како се доаѓа до слободата. Жртвувајќи ги своите животи, тие и не знаеа дека нивната толку сакана бригада еден ден ке стане пролетерска, а тие со својот хероизам и чувство, со песна во устата се бореа и паѓаа како пролетери. И денеска кога вака на овие ретки годишнини и ние проречени ќе се состанеме, не ни останува, не знаеме за друго, пак се враќаме на тие денови на нашата младост и пееме. Ги пееме одново песните што сме ги пееле во едни сосем други услови, во услови на една дрчава војна, на една стравотна војна, но и во услови на еден подем на револуцијата на овие простори. Više